И кога збореле од тие, ќе сватиш еден ден, кој ќе ти дојде ќе знае, бе како да ми дојде, како доаѓа тоа, како, зашто нема практични чекори, кажи ми, зашто дојдам. Кој ќе треба ќе знаеш. И како ќе знам? Ќе знаеш. Како ќе знаеш. И стварно е така. Стварно И стварно доаѓа и сега знам. Да. Ама тоа скапаницата што ти викала ќе знаеш. Ама и у очите ти се гледа дека знаеш. Ама побудалел од мислење, и дали знам се, дали знам. Зашо е долг патот ти кога трагаш по тоа да знаеш и негде дека попатно дознаваш дека поддознаваш работи. И сваќаш и користиш и го функционира. Го препознавам таму. Чекај бе малце бе. И знаеш како ќе му дам зборови кои што не му дале зборови. Ја кога сум го барал 100 пати во животот и ја треба ги на. Јас ќе го скратам пат. Кој играш игрица? Ништо страшно. Зашто е многу... Ја втор пат ја читам. Ја знаеш зашто имав, ти што си пишал 2 работи, ја имав за перцепција. Односно доживување на книгава пред 5 години и сега. Си ја споредив. Не ме извади од патики како тогаш. Да. Него он збори и викам, добре да. Јасно. Добре бе, го збориме цара. Исто. Ајде, примери, јас сум ги заборил приказки, бе. И си слушав приказки, Линкол, ново и оне. И затоа сега ти предложам, ако можеме он да спот, да се челенджнеме малце, од за овие 3 работи, што се од личен пример, да најдеме нешто, ако можеме. Можеме. Пред тоа... Ајде, почни си. Не бе да ја пуштам. За да доловам на што поточно мислиме, еве доколку ни е некако... Зашто Obstacle is the way предходната беше како и на начал со Френкл. Да. Многу подлабока. А оваа е површна некако. Да. Успоредба со неа, оваа личеше површна. Ај тоа на страна, окей, сега нормално, површно, не површно, ама успоредба пак и со се што имаме зборено, и со сите можни други поуки што ги имаме зборено, пак целата книга е како жвакање на истото. Да. И мојот обид да доловам како уствари целава книга, е жвакање на истото, ми беше само ќе ги прочитам насловите на поглавјата. И само по насловите ќе биде јасно, добро бе сега и за ова па ако зборите, стварно нема смисла. Ама, ти си управо, да разграничиме книгата, не дека ги вергла насловиве, дава примери, историски личности, вака, онака, многу е преку приказки. Преку вистините, мислам. Ама, кога не е приказка, е апла квоут за квоут. Квоут за квоут, реченица за реченица. Преисполирана. Кога Сенека кажал, бла, бла, бла. Кога Маркус... И гледай, доколку е. The discipline of perception. Recognize your power. Steady your nerves. Control your emotions. Practice objectivity. Alter your perspective. И by the way, се што читам е по 5-6 минути поглавје. Да. Ко песничка да си слушаш. Да. Is it up to you? Прелесна за слушање. Пушти на кој чаптер сакаш и ќе те мотивира за денот. Live in the present moment. Think differently. Finding the opportunity. The discipline of action. И сега ја лично некако пали за ова да збориме, пали за дисциплина, пали за get moving. Усред слушање истото го мислам. Practice persistence. Значи ова више... А ја од 4,5 идам на кај сала, разбираш? Follow the process, ама зборови, види ги, цели епизоди имаме. Абе ја рачуне 4:35 у кола влагам, темница надворе, ај поеше изгрева сонце малце. И возам ја вика follow through on your... И ја... Do your job, do it right. Као, даде.
И буквално Као ние од град се враќа. ја се исклучував. Ја слушав па на пат навака. Од Австрија навака. У кола и пола пат тоа. Буквално ти признам пола се исклучував. Дури да не дое да прераскај чујам Линкол, Линкол, чекај да нешто Линкол. Меланхолија бил, ова депресија, не знаеле што е. Ој, кажи го, Аурелиус, кажал. Добра, окей. Не знам. Толку многу више имам материјал за ова поминато, Нели? што доколку се среќавате прв пат, ќе биде многу интересно. Так. Изгледа ние кој со малце да подценуваме. Ама доколку ја имате Затоа гледано секоја наша епизода, книгава ќе биде верглање. Да, ќе се потрудиме да не е, него да најдеме некој агол. Ајде. Ама глеј, part Зашто 3. стварно јас грешив не траш. Will, волја. Will даде the discipline of the will. Значи, секој втор муабет ми е тоа. Волјата на мерата, волјата на мерата. И најакото, when, како беше, the hard obstacle, бла бла бла, The obstacle becomes the the way. obstacle becomes the way. Као прави тешки работи, игам. Скроз. Тоа направив, човече. Така што мене, ја тоа само сакам да кажам дека еве, само и насловите на чаптерите мислам дека Али знаеш доволно- што сум задоволен од една работа? Што пред 5 години и сега сега па така. сум си го видел, си го така. гледам скокот. Ти тоа кажа. Долови го па тоа. Да, зашто јас тогаш кога гледав бев као ој, кога слушав као стварно и као мотивирачка и као све е возможно. Но овој му се случило тоа и сега приказните прв пат си ги слушнал тогаш некој од нив. Дали пред 5 години се осети и како да ти дава и речник за одредени работи? Да. Као си ги осеќал? И раното во Ryan Holiday рано влегов тогаш. Да. Раните фази мои на влагањето кај него, а оваа книга моја 2015, 14, 5-16, 9-10 години. Има на YouTube 10 years what I've learned from bla 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 и ги вадеше тие, кај што пишувал книгата, ово, оно. Ryan Holiday за авторот имаме кажано еднаш со медитации, кој што е модерниот. Па он за као филозофија, Ептенго за стоицизам. популаризира и обој Аурелиус. Да, и целава култура за стоицизам, што е. Да. И да, овој пат кога слушав некако ми беше као филм што си го гледал. И као добро. Преджвакување. Да. Преджвакување. И али па од друга страна па си викам, па ја ги правам овие работи сите. Викам па добро е. И тоа сите. Чиме бестселинг книга 10 години. Па викам, добро, браво. Чим ја имаат на Кина, на Мина, оно, овој TED Talk-ови дава со книга, значи некој брейктру била, а ја не ги правам ради книга, него ради милиарда работи све што збориме уназад. Да. И за нареден пат многу поубава ќе си дам. И така да добар realization за самиот себе, што сум задоволен. И тоа, и сега ајде да пробаме преку наши примери, затоа што еве на Ryan Holiday кој е текот за книга. This book is a modern take on ancient philosophy of Stoicism, which helps you endure the struggles of life with grace and resilience by drawing lessons from ancient heroes, former presidents, modern actors, athletes, and how they turned adversity into success thanks to the power of perception, action and will. И уствари книга све до овие три. Перцепција, акција и волја. И сега у секој од овие три има милион примери у книга. И они ја кажува нели структурата на перцепција и како да ја сватиш и ти ја се оджвакува, окей. There is no good or bad within us. There is only perception. There is the event itself and the story we tell ourselves about what it means. Франкл. Буквално. Или Айнштайн, there is no good or bad, thinking makes it so. Така да веќе виđено познато, окей. Да. И сега он пример дава реди, историски, некој спортист од овој дон. Сега за ова со перцепцијава
да пробаме ние да си најдеме преку животна приказна било каква ситуација што се десила, кај што си нашол, кај што си го сватил ова или кај што си добил перцепција како јас со горивото 1000 пат, нема да го кажувам тоа, ќе најдам некоја друга зашто не сум направил малце глупости, што сум се каел, али добра вежба за да имаш објективна перспектива, ова го правам, ти го ми кажано мислам, е да замислиш дека треба да си дадеш совет, исто како кога би требало да му дадеш совет на некој близок другар. Да. Сега зашто? Зашто кога тебе се дешава срањето, си обземен со емоции, нервоза, страв, лутина, која да е емоцијата, не е важно. И малце те вадат од колосек. Кога некој ти доаѓа со проблем, ти си чист од емоции, немаш ништо тебе не се десило, и можеш многу објективно да му кажеш, аха, ја се гледаш цела ситуација, па да бе тука, згри напред го. Сега пробај сам на себе тоа да си го направиш. И послушај си се. У нервозата. И послушај си И се. послушај си се. Јас, еве ти пример ќе ти дадам, кога изгубивме звукот со маратонот. Се сеќаваш? Епизодата. Да. Што ти реков јас тогаш? Ова ќе биде една капка од морето епизоди еден ден. Да. И риз се дешава тоа. Да. Ама мене унатре ми беше sejedno. Да. Што прв маратон, многу беше мерак, ептен сакав. И Кире беше супер и штета. Да. Пак да го викнеме човекот. Штета што таа епизода ради што немаше слика, не си го доби тоа што го заслужи. Знаеш, а сигурен сум дека поише луѓе ќе ја гледаат. Многу можеше да заслуши таа. И за Кире ми е криво. Да. И Ти ретко кој го знае човекот позади Скопски. А он е стварно единствениот, главниот двигател. од прв ден. Од зачетоците. Од day one. И се А јас не го знаев. И ми беше многу мерак кога ми раскажеш. Значи, или тотално се игнорант луѓе и немаат ни појма дека уствари постои еден човек што го движи. Значи, или се тие. Или се, окей, слушнале дека некој си Кире е негде позади сцената, Ама па не знаат кој е. ама не знаат ни кој е, ни шо е, ни каков е, ништо. И сега Утре на маратон идеш нема да знаеш дека сега е тој човек. единствената прилика кај што можевме да го поврземе ликот со името, отиде видеото. И што правиме ние од тогаш нао? Како научивме од таа епизода? 10 пати проверувај. Па да, ама у моментот можевме да сега ми можеш си скараш да ама не требаш Не, па ја ти реков ајде да не. Што? Ја ти реков ајде да не објавиме. Да, ама Ја ти реков ајде да не објавиме и ти после рече ајде бе ова е една капка. да, ама знаете и еден дечко ме сретна пред Палма, човече, само што се десио Тогаш одма, да. Као од Господ пратен. Да. А ја така мука ме беше И ти накручен дури? Не накручен, ама така као тој браво дечки. Разочаран. И ја као знаеш што ни се деси? Као на која се пожал. Прв пат го гледам, никад не сум го видел тој. И вака ме гледа чудно. Абе снимавме викам за Скопски маратон, изгубивме видеото да. Многу ми е криво, многу добра епизода беше. Ако бе нема врска па ти ние демек не ве гледаме вас зашто ве гледаме, иако супер ви е и студио, пак битна е суштината што ќе кажете. Битна е причата, да. И викам, па добро, фала, окей. И тој ми помогна. И тоа тогаш ти се дешава и никад више. И никад више. Тогаш, 15 минути после дешавката. Да. Ме наоѓа како од Господ пратен, ти да те утеши, да те утеши рандом лик. И никад не сум го видел дечкото тогаш. Да не знам како изгледа. И нема везе се, и ние си имавме и добра реакција и тука и се ти може да се пичкаат луѓе да се скурцаат за таква работа. Да. Што бе, кај те гладаво? Ама не е тоа начинот. И не функционираме ние така. И у тој момент ми се покажа ствари тоа што го мелеме, дека го применуваме уствари. Перцепцијата. Да. И викам, па добро, окей, боли денес, непријатно е, не е убаво. Јеби га, излезе епизодата, ја пушташ,
Не се доловува, не е тоа некако. Едноставно, ама окей, иде дале. И ова ми текна кога читав за перцепција и викам стварно сега тоа е една капка уморет епизоди, човече. Онака 150-70 колку се више не знам. 150-60 колку. Се ближиме на кај 150. На кај 150. Е една од 150 недели се тоа. Крај нема. И сега си викам браво за тогаш. Ама у тој момент не е лесно да. Зашо се покажува врлина кога не ти е пријатно у тој момент, кога си доле, не. Ти кога сите се срекни задоволни, најлесно е сите да сме топ. Ама кој ќе закрчи, тогаш се гледа моментот. И покажување на правилни вредности и принципи. Не е окей да си окей кога е окей. Кога само е окей. Кога е само. Треба си окей кога не е окей. Многу ме нервираат мене такви луѓе. Да. Лесно е кога е лесно. Да, така, сите сме среќни за не знам колку време било се супер. Сега еднаш запна и сега ли ќе ја пукаме? Па сега у тие се моменти еднаш запнало. Година дена не запна ништо. Ама и мора да има такви моменти. И тие како ќе научиш. Како ме нервираат такви луѓе. Ужас. Така да тоа ми е мене што ми текна од ова. Еве, добра веза да имаш објективна присуственост, замислете добро. Одговорите за проблемите на нашите блиски некој се чеа толку очигледни, но зошто тие не може да ги видат. Кога ни се случува некоја препрека, инстантно сме преплавени со негативни емоции, лутина без страв. Спротивно тоа кога се случува некој друг, веднаш се гледуваме ситуацијата и доаѓаме до решението. Емоциите се тие што не вадат од колосик. Што не треба да дозволиш. Тука е оној баферот што го збориме стално проактивно, а не реактивно, да изреагираш, да си спичкараш него. Океј, ништо страшно, идемо дале. А дали си сега ова ми текна од толку многу што читаме и збориме на ваков тип на ствари, ја ти напиша на комуникација да ни чита некој надвор, пола разговараме преку quotes. Пола од муабетите ни се quote од нешто. Quote од нешто. Нешто ќе искочи, реплика quote, готово. Шахмат, тоа е. Ја нешто ќе се накурчам и quote назад, така е, готово. Рефрейм. У секунда, нема ни верглање, нема ни објаснување. Ти нешто ќе кажеш, ајде, we're in the long game. Да. Чао, пријател. Абе, шо мислиш за Great Minds Think Alike? Крај. Шахмат. Ај, свети е тоа потврда дека веќе ни е автоматизам. Живееме. Живееме во постојано рефрейминг. Ама тоа е многу добро. Во постојано. И ти на мене некојаш често, ја не сум ни свесен, ти на мене ми кажуваш, ја кога викам дека мене животот ми е мет и млеко, као игрица ми е, ја играм на easy mode. Тоа е мојот до толку автоматизам веќе од све, нема ни време да има лоша верзија, па ја да ја рефреймувам, ја автоматски позитивна, како, ова е супер, квоут некој, бам, квоут, залепи му вака, и свети е Девид Гогинс у пичку матер, сваѓаш? И ти ке ме, ама тоа ти е ради тоа? Да. Дур било тоа 5 години акање, тој рефрейминг си го имал. Сваѓаш, ама... Добро искуство сигурно помага. Ситуации 5 години, живење на истото 5 години, зашто пробуваш да го живееш. Ја и ти не сме од автоматизам ти е више бе човек. Што ми беше најмило, што не сме од оние што го збори Крис Вилијамсон, еден што станал познат подкастер, и прекинал и ој му рекол, зашо? Тоа што го зборев на подкаст, требаше да почнам да го живеам, вик. И не секав тој притисок да го имам од луѓето, од страна ќе ме видат, и прекинав. Аха. Значи ти си лажал. Да. Ако гледаме така. Ја осеќам вина у седмица кој одам да едам. Жими све. И стално ми текнете, што курме боли, бе, абе, кане за мене тоа.
леле, викам сега го и кажат, седмица, а? Ми да се правдам, курве треба ме боли да Не, че, мене ми е поише... Не, смешно ми е, сакам да го главата моја. Имам увидено дека имам живеено различно од многу луѓе и сега за тоа ми се прави подкаст. Да бе. Моето е обратно. Да, Еве, тој, ама не, ја го зијам. еве како, да бе да ти е друг Ама јас пример. го зијам и си викам, аха, чекај се, и го применувам.